Поштувани гледачи, ја следите новата емисија Мој збор на телевизија 24. Гостин во новата емисија ми е филмологот и историчарот на уметност Александар Василевски и со него одговараме на прашањата кои што се врзани за филмот и значењето на филмската критика во определување и толкување на филмот во светот на уметноста, колку филмологот, односно филмскиот критичар, има значење во толкувањето на филмот и неговото представување пред публиката и дали тој впрочем е главната алка која што ја поврзува самата публика со филмот. За сите овие прашања ќе одговориме во продолжение со Александар Василевски, а вие останете со нас и проследете го нашиот разговор. Александар Василевски, на моје огромно задоволство денеска имам прилика да те угостам и да разговараме за филмот надвор од нашите приватни разговори, на кои што не може да сведочи јавноста и публиката, меѓутоа мислам дека колку што јас уживам кога ги читам и твоите филмски критики и твоите колумни, дека ќе пренесеме парче од тоа познавање твое широко за филмот и за ликовната уметност и на самата публика и мислам дека како што и филмот и уметноста во својата суштина се убави, така и нашиот разговор ќе поводи убави импресии, чувства кај нашата слушателска и гледачка публика. Сега, кога зборувам со тебе, морам на нашата публика да те представам како филмолог, односно ти си филмолог и тоа вработен во Кинотека на Република Македонија. Кога зборуваме за филмолог, мојата прва дилема беше што е впрочем филмолог. Знаеме дека филмската уметност е најновата уметност во класификацијата на 7 уметности и нејзината појава на уметничката сцена изроди многу нови професии кои што ние како лаици, односно ние кои што зборувам и во своје име, луѓето кои што не се вклучени во производство, во дистрибуција на филм, пласман на филм или филмската критика, например, не ги знаеме, па така и самиот термин филмолог кај мене буди некоја непознаница и еве ми прилика да разјаснам што е тоа филмолог, каде учествува филмологот, дали е тој вклучен во творештвото на филмот или тој е оној човек кој што ги интерпретира символичките аспекти на филмот и ги нуди како такви таа интерпретација на публиката и дали филмолог е еднакво со филмски критичар. Пред се, Магде, ти благодарам што ме повика во твојата емисија, ми представува огромно задоволство да сум учесник во неа. А за прашањето што го спомна, односно филмолог, меѓутоа филмолог е едно, а филмски критичар е друго. Јас ја имам и едната и другата улога. Меѓутоа филмолог што е всушност? Тоа треба пред се да имате големо познавање и секако да сте од мали нозе, како што јас имав среќа да почни да се занимава со филм. Значи јас уште од мали нозе почнав да одам на филм благодарение на мојот татко Ѓорги Василевски, кој беше еден од најеминентните филмски критичари, да не биде можеби премногу строг, меѓутоа он припаѓаше во таа генерација на југословенската петорка, каде што беа Анте Петерлич, каде што беа Владимир Томич, Ранко Мунитич, кој јас имав и среќа да се запознам со некој од нив. Но според мене филмската критика, освен што филмската критика треба или како што рече ти филмолог да се познава и да се прави на пример филмолошка обработка, да се пишува за филмот како во стил на филмската критика и да имате големо познавање. На пример треба да јас за мене лично можам да кажам дека многу читам книги секојдневно за филм бидејќи не би имал таква познавање. Меѓутоа, јас си објавувам подолго време, 20 години се занимавам дали со критика од областа на историјата на уметност или од филмот, меѓутоа и подеднакво двете ги сакам и уште како мал јас имав голема љубов. Сега во детството бев се занимавал со сакав да бидам фудбалер, меѓутоа подоцна сакав да бидам филмски критичар или сега што ја имам улогата на филмолог. Ти благодарам за твојот одговор. Сепак, за да се биде филмолог, нели треба многу да се работи на запознавање на суштината на филмската дејност и на филмската уметност.
кога сме веќе кај филмската критика, затоа што често пати имаме прилика да слушнеме и да прочитаме и твои одлични филмски критики кои што се однесуваат обично на филмовите кои што се емитуваат во кинотека на Република Македонија. Сега, кога зборуваме за филмската критика, кои се твоите лични можеби критериуми за тоа што можеш да кажеш дека представува добра филмска критика и од што се водиш кога ја пишуваш филмската критика? Што е тоа што мислиш дека е важно да се спомне во самата филмска критика за да може да биде што е можно поисцрпна самата филмска критика? Значи, јас за филмската критика Магде би можел да кажам пред се дека не сум баш многу од тие што се попустливи во критиката, баш имам некој критички осврт. Меѓутоа сум објективен, најмногу сакам европски филмови, бидејќи тие некако ја представуваат за мене вистинската сцена за филмот и слика и приказ. Да не зборуваме за италијанската, шпанската или француската или германската кинематографија, меѓутоа последните години водечки кинематографии се од Данска и од Норвешка, кои предводат со данските филмови, например, како уште една тура, или шведскиот Триаголник на тагата. Триаголник на тагата е еден вистински приказ на олигарсите кој сметам дека е слика и прилика за македонскиот гледач да биде упатен, бидејќи таа, да речам, харање, од тоа барање по пари, односно сребролюбци, кои имаат секојдневни благодети да живеат во луксус, а потоа по еден бродолом остануваат да живеат со, да речиме, на грисинки или не знам што. Меѓутоа, за мене, значи, кога зборуваме за филмската критика, јас многу вложувам труд и благодарам што спомна дека се моите критики добри, меѓутоа јас без 10 проби, односно 10 текста да направам додека дојдам до финалното решение, не сум задоволен, бидејќи се сметам дека треба да се направи првин една критика, па втора, па трета, меѓутоа може и дома да дојдам, иако и на работа некогаш правам филмолошки обработки, дома кога ќе дојдам, ја гледам, да речам, овие текстовите кои ги објавувам во Нова Македонија, да бидат се подобри и подобри. Последното, например, што го пишував беше текстот, односно интервјуто за Бруно Долбонел, снимателот на Амелија Пулен, кој на моје големо задоволство имав среќа да го снимам во Битола и задоволен сум, бидејќи тој не е само голем снимател, туку и голем човек. А всушност само големите луѓе на големи звезди имаат таква аура, таква енергија на едни, како да кажам, прекрасни прекрасен господин кој владее во светот на филмското созвездие, на небото, каде што сјае неговата звезда. Тој во мојот разговор ми рече, кога му спомнав дека спаѓа меѓу 10 најдобри сниматели, тој ми рече всушност дека, да не претерувам, дека има од него и подобри сниматели. Скромен секогаш. Да, точно така, секогаш скромен и тоа представуваат неговата големија. Сега, со однос на тоа дека кажавме дека твојата дејност, филмски критичар и филмолог, бара многу посветеност, многу внимание, меѓутоа сепак треба да бидеш и објективен и да се држиш до некои објективни критериуми и начала што и сам ги спомна дека се твоја водилка при постапување во пишувањето на филмската критика и многу често кога се зборува за професионализам не само во филмската критика, туку и воопшто и во други области, се мисли на едно сурово разграничување помеѓу објективизмот и субјективизмот. Односно, се мисли дека дотолку повеќе си професионален, доколку успееш да го задржиш објективизмот, а субјективизмот некаде сите ние го имаме, тоа е дел од нашата човечка потреба и нашиот човечки пристап. Сите ние имаме некои вградени субјективни вредности и не можеме едноставно да исчезнеме од тој корпус. Кога пишуваш филмска критика, спомна дека имаш веќе некои мислења за тоа кои се најдобрите или меѓу 10 најдобри сниматели. Верувам дека имаш и омилени филмови. Да. Дали е, тоа ми е прашањето, дали е возможно и дали треба според тебе филмолог и филмски критичар да има омилени филмови и тие да ги користи како стандарди во критика и пристапот кон другите филмови? Значи, според мене, секогаш сум се водел
во однос на рангирање на филмови, апсолутно за мене најдобар филм на сите времиња е Небото над Берлин, а после него е Парис, Тексас, во режија на Вим Вендерс, кој имав среќа да поминам на фестивалот кога бев во Солун на мастер клас, кој изворедно беше од Вим Вендерс, и да се запознам со Вим Вендерс. Меѓутоа, зошто велам дека Небото над Берлин мене највеќе ми се допаѓа? Ради тоа што таму се представува таа љубов како нигде на друго место, односно, не знам и вие дали имате сретнато, да се представува љубовта, нели знаеме сите дека ангелството е нешто најголемо. Меѓутоа, за мене љубовта во однос, значи, кога се представува во однос на жената, значи мене од жената нема нешто поголемо, така да и ангелството, ангелот кој е во филмот, кој цел живот е ангел, во моментот кога ќе ја види трапезистката, се откажува од ангелството само да ја запознае неа и потоа да биде негова сопруга. Меѓутоа, што е интересно за филмот, ради тоа што имате течение први ноди во црно-бело, како една символика или метафора на една приказна која е монотона, а потоа оди во боја, значи тој премин на филмот кога он почнува да се влюбува во неа и да ја запознава, тоа почнува кај него да доживува една шаренолика лепеза на своето срце, односно го почувствува импулсот на љубовната искра која тлее кај него, меѓутоа веројатно или не знаел или не ја почувствувал, и тоа е всушност моментот за мене во зошто го сакам Небото над Берлин, самото. Меѓутоа има и други фрагменти, например во секојдневието како се однесуваат родителите спрема децата, дали ќе постигнат нешто во животот, дали ќе бидат успешни, дали ќе бидат, зборам за сцената кога на едниот спрат е таткото, кој седи во стилот на роден како мислителот, а долу е неговиот син, кој свири на гитара и мечта е да биде дали Џими Хендрикс, можеби или некој блуз гитарист, или не знам, можеби Џими Пејдж, или Дейвид Гилмор од Пинк Флојд. Меѓутоа, тоа е за мене, значи, кога би правил категоризација, на трето место би го поставил Крадливци на велосипеди, кој е од периодот на неореализмот, кој е режисер Виторио Де Сика, еден од најдобрите режисери во италијанската кинематографија и воопшто во европската, во славното трио со Виторио Де Сика и Роберто Роселини. Меѓутоа, кога спомнав Магде дали има улога критичарот или филмологот во дали треба да биде субјективен или објективен во однос на филмската критика и дали какво е неговото учество, се разбира дека е, бидејќи кога тој критикува, значи има удел или учество, како да кажам, се класифицира филмот дали ќе биде добар и собира поени, да речеме, кои јас не ги сакам многу блокбастерите. Например, јас сакам американска кинематографија, меѓутоа јас сакам независната сцена каде што се Џим Џармуш, можеби, Ферара или Џејмс Греј. Тоа е за мене, да речам, сега кога би ги направил спецификација, значи на црно-белите филмови кои има некои филмови од Џармуш, некои од Ферара, како на пример што се за мене, каде што на Џим Џармуш е режија Куче дух, односно Ghost Dog, каде што е, всушност, тој се води на кодот на самураите, меѓутоа е тоа ремейк на Жан-Пиер Мелвил на бледоликиот самурај со Ален Делон, кој за мене исто така представува еден од најдобрите филмови на Џармуш, односно најдобар. На Ферара е, например, Кралот на Њујорк со Кристофер Уолкен и тогаш непознатите, да речеме, како Дензел Вашингтон или не знам од Спайк Ли, кој е во режија, исто се појавува во филмот. И за мене независната сцена е сосема подобра, поразлична од она американска која децата па и возрастните лудеат по тие Марвелови стрипови кои се Холивуд кои се препуштаат на фантазмите, меѓутоа немаат реално нешто, да речеме во европскиот филм. Може да се види таа реално себе и ние тука како седиме, може да биде едно сценарио за едно познанство или љубовна двојка. Имаме тука, да речеме, може да поставиме некои пријатели кои гледаат некој филм и да биде една филмска сцена, нели, поблиску од колку, да речеме, тие убиства, некои крволочни,
хорор, кога би спомнале, би можел да го спомнам само хоророт на Хичкок, кој е со Психо, а други хорори ја во суштина не ни сакам. Јас се сакам убавата страна на животот, како што би рекле, Животот е убав. Животот е убав. Look on the bright side of the light, гледајте на светлата страна на животот, што би рекле Монти Пајтоновци. И тоа за мене е така, да речам, еден одскок, една рефлексија која го, да речам, кој, бидејќи сум бил на фестивалот во Венеција, сум присуствувал во Солун, како што кажав, го запознав Вендерс. Тука доваѓаат Солунскиот фестивал е еден од подобрите фестивали, всушност што се плаќа секоја година, добиваат они пари за, да речеме, ако е €1.000.000 целиот фестивал, наредната ќе биде €1.500.000 или 2 милиони, и од година во година они имаат, секоја година имаат подобрување и на квалитетот, присуството на филмските звезди кои доваѓаат, да речеме како една Салма Хаек, кога бе во Солун, кога присуствував на фестивалот, може да го кажам и Спайк Ли, Катрин Денев беше исто така да секоја година е подобро и подобро. Така. И сега кога зборуваме за овие референци кои што се однесуваат на филмови, и има многу представени филмови на филмските фестивали што веќе ги спомна, кои што можеби и не се толку популарни помеѓу, ајде да кажам, македонската гледачка публика. Меѓутоа има некои култни филмови кои што секогаш не служат како референци, кога сакаме нешто да поентираме, како животна филозофија, ги користиме токму насловите од филмовите. Еден од насловите кој што јас многу често го цитираме, животот е убав, кога сакам да поентирам нешто во однос на таа позитивна животна филозофија што ја споменавме. Кога зборуваме за филмот и неговата популарност денеска, многумина ќе кажат дека откако филмот настапи на уметничката сцена, дека ги засени сите други типови на уметност и дека сега најмногу луѓето што прават, користејќи го своето слободно време, е не да идат на изложба или не да слушаат музика, да идат на концерт или не знам кој друг тип на уметност, туку секогаш се одлучуваат за филм. Дали се согласуваш дека денеска филмот е најпопуларната уметност и дека едноставно можеме да ставиме слободно знак на еквиваленција помеѓу уметност и филм? Затоа што за современиот човек, кога зборуваме за уметност, тогаш првата референца која што него му се појавува во свеста е токму филмот. Може, се слагам со тебе дека секако е најпопуларен, меѓутоа постојат нели торенти кои секојдневно се симнуваат, филмови кои, ако не можете да набавите некој од филмовите, едноставно торентот е најдобрата опција. Сега кај нас има, да речем, поделени се филмовите во однос на кинотека. Во кинотека, иако работам таму, сепак според мене се прикажуваат најдобрите филмови, дали се, да речеме, ако имаме опус на италијански филм, сега имавме скоро на јапонски филм, претходно има на германски или на шпански. Тоа имате вие некое чувство дека се соочувате со нова уметност, значи со европската кинематографија, како што спомнав претходно, значи да не биде само европска, всушност има нели и од Азија, значи имате од Јапонија филмови, имате од Кина, не знам, од други држави, меѓутоа мене некако на мојот сентимент, да речем на мојот карактер, некако најубава ми е најприближна европската кинематографија, како што спомнав, меѓутоа не го делат сите моето мислење дека мора. Јас дури сум имал случај во неколку пати да спомнам, да прашам некој дали или да поканам на европски филм, некои се навикнати, односно се американизирани и одат повеќе на американски филмови, а американските филмови ги ставаат во джеб, да речеме, како едноставно можеби не заинтересирани во однос на европската кинематографија, кој, како што спомнав, има различни случаи. Може да се најде една училишна, да речеме, просторија, каде учителката, не знам, или професорка, дали е средно или на факултет, има некоја недоразбирање со професорот. Тоа всушност е и Бранунговата верзија, каде што Алберт Фини во една сцена, односно не во една сцена, односно во филмот има свој миленик како ученик и не може на крај да се снајди ученикот, ја губи довербата кај професорот.
Тоа е еден од случаевите што може да биде, да речеме, во европска кинематографија, можеби во американската кинематографија, можеби ако има некој подобар режисер и да сними таква сцена. Што ти е најважно во филмот кога користиш филмска критика? Дали е тоа светло, што гледаш прво, дали е тоа режија, дали е тоа сценарио, дали е тоа улога? Многу ми е важно ова затоа што сите некако можеби имаме глобалистички или холистички поглед на филмот и она емоција што ни ја предизвикува на нас, на гледачката публика, ајде ќе зборувам во мој име да се оградам од туѓите импресии, коментари, мене ми е тој глобален холистички впечаток, каква емоција филмот ми предизвикал, не одам толку во детали, не одам толку суптилно да правам, да кажам, некаква вивисекција на впечатоците и да видам што е во суштината на филмот па да направам филмска критика, што ти е на тебе важно и секогаш јас се водам по една филозофска, ајде да кажам поента, филозофска максима, има еден пример, вели кога човечката психологија е многу на мотиви, е многу интересна работа, затоа што кога имате во исто време две работи што ве привлекуваат, односно што ви се еднакво важни или еднакво убави во поглед на потреби и тие се наоѓаат на далечина иста од вас, значи иста оддалеченост од вас до точка 1 и до точка 2, а иста е, како да кажам, исто е нивото, интензитетот на привлечност на убавото. Вели тоа е феноменот на буредановото магаре, затоа што буредановото магаре од една страна било прежедно и прегладно, од една страна имало сено, од друга страна имала вода, ама со однос на тоа дека не можело магарето да се одлучи дали да оди на кај водата или на кај сеното, на крај умрело, затоа што го исцрпело неможноста да ја донесе одлуката. Мислам дека и човечката психологија преку таа метафора, алегорија може да се прикаже. Мора да имаме рангирање на работите. Така и во животот, верувам дека така и во професијата. Еве ти како филмски критичар во однос на филмот, само да не биде мене ми се важни неколку работи исто, него да биде што ти е најважно. Баш онака категоричен одговор сакам. Добро. Значи, прво, кога пишувам критика, најосновно е, значи јас барем така работам, се предавам први на фабулата. Односно, втора работа е милието каде се одвива и трета работа е улогите. Дали е, потоа почнувам да ги разработувам ликовите, дали е психолошкиот карактер одговара на неговата улога или давам некоја моја интерпретација, правам споредба, бидејќи јас иначе по вокација сум историчар на уметност и имам доста познавање во областа на уметноста, на сликарството, на вајарството, на графиката, меѓутоа не само од македонската уметност, бидејќи и од светската уметност, тоа го имам и покрај кога секогаш одам на патување, кога сум бил во Рим, во Венеција или во Париз или во Будимпешта, јас не можам, на пример, да не отидам во музеот, како во Кунтисторишен музеум, во Фиренца, во Уфици да отидам, што значи всушност отворени врати, каде што имате дела на прекрасниот ренесансен мајстор од Фиренца Алесандро или Сандро Боттичели, кој е насликал раѓањето на Венерата, која е една прекрасна слика. Да збориме за Лувар или за Музеј d'Орсај, каде е мојот најомилен правец, импресионизмот, каде се појавуваат Клод Моне, Ренуар, Сезан. Во тој однос, Магда, јас гледам како импресионизам, значи импресија, така, например, еве и за гледачите еден пример, можеби ќе се оддалечам малце од темата на филмот, но сепак импресија од каде е дојдена за сликата. Значи импресијата има една плаво плаветнило, каде што е тоа морски пейсаж со брод и имате едно сонце. Меѓутоа како е дојдено тоа сонцето? Значи пред да ја наслика сонцето, Моне, он земал тубата и од тубата на кога сликал, рекол, не може боја да ми излези мене од бојата, од тубата, и го фрлил на платното. И тогаш се појавува сонце и ја добива сликата импресија, рече, па ова е вака импресија. И така е настанал правецот импресионизмот. Во стилот на големиот, значи Клод Моне, јас импресијата за филмот ја добивам директно од уметноста, како што реков, дали од сликарството, дали од филмот, поврзувам и елементи од музика и правам една симбиоза, една убава, да речам,
клетка како спои на работи, дали е тоа од уметноста, како што спомнав, сликарство, музика, без разлика, бидејќи сум бил и на голем концерт, големи светски имиња на концерти на Флоид, на Боуи, на Иги Поп и така натака, и Стонси, ова му доаѓа, мене ми е празник, секое пишување, така да речам, ме има научено и татко ми, бидејќи како мал може да биде интересно, бидејќи јас кога пишував, нормално секој почеток е тежок, ми ги кинеше листовите и јас секако реков дека можеби ќе биде следниот чекор подобро и ова денеска, например, има луѓе кои им се допаѓаат моите текстови, многу бројна публика, меѓу кои си и ти што ти се допаѓаат моите текстови, и тоа е, значи, според мене, значи, има удел голем филмскиот критичар во самата критика. За да се биде добар филмски критичар, ти спомна дека ја имаш таа среќа, татко ти да биде еден од најдобрите признаени филмски критичари од времето на Југославија уште. Во Македонија веќе да не збориме, тоа е убедливо во највисоките рангови. И си имал таа среќа да учиш од филмски критичар што ти бил достапен цело време и ти бил дома. Тоа е едната работа, меѓутоа и твојата љубопитност како твоја некоја самоиницијативна работа на себе и на стекнување на знаење кои што се однесуваат на филмот, па читање, па кажа како се усовршувал филмска критика, дека се пишувал некогаш и по 10 верзии за да го рафинираш она најдоброто од филмската критика и да се одлучиш за таа конечна верзија. Што според тебе еве како една поука за луѓето кои што сакаат во иднина да бидат филмски критичари или за некој младо момче сега или младо девојче кој што ја гледа оваа емисија и што утре можеби ќе сака да пишува филмска критика како тебе, што ќе му дадеш како совет? Што е најважно? Дали е таа страст да се научи, таа љубов кон филмот, или сепак е тоа таа некоја упорност и трудолюбивост да се опстане на патот доследен за да се извлече најдобрата верзија за да станеш успешен и добар филмски критичар? Секако, Магде, за филмска критика да се занимавате, треба не само голема љубов, пред се треба истражување и страст, како што спомна. Меѓутоа, тоа треба секојдневно да се прави, не да се отстапува, да речеме, 1, 2 или 3 дена, бидејќи според мене од себе и си гледам сушност, доколку не напишам, например, некој текст, ја едноставно чувствувам некоја празнина. Не дали е за филм или нешто, можеби сум водел порано и како дневник или некоја случка, за мене тоа представува навистина како некој вид духовна храна. Така да, како што спомна ти, критиката за битно или за некој следен филмски критичар или девојче што сака да се занимава, пред се, ако немате страст, ако немате голема љубов за филмови, да гледате филмови, да одите во кино, да прелистувате часописи, претходно да исто така да ги знаете, например, филмските техники, да знаете за филмските глумци, да не бидат сега тоа сувопарно, да не биде едноставно глумците со мал интензитет, да нема слабо познавање, туку треба тоа како пополека, значи како што се длети вајанското дело, дали е женски акт, кој нели пополека за да се обликува таа форма на таа, да речеме, суптилна девојка, треба така страст и внимание да се има и за филмот, бидејќи инаку во спротива нема да може да бидете филмаџи или ќе пишувате некои патеписни репортажи. Нема да имаат некоја компактност, некоја така главното да се излечи, комплексност да има содржајност, бидејќи ако јас не можам да прочитам критика, да ме воведи некој, јас не би можел. Јас сум се учел освен од татко ми од познати имиња како Андре Базен или не знам Жорж Саду или не знам различни имиња, дури и од југословенските колеги кои му беа на татко ми, дали Анте Петерли, Милан Влајчич, така или некој друг. Во секој случај препорака моја е да се гледаат што повеќе филмови и да се работи тоа со љубов и со страст. Александар, ти благодарам што беше денеска дел од емисијата Мој збор. Се надевам дека на гледачите веќе им пренесовме некои значајни аспекти од
тоа што представува филмската критика и филмологот како професија. Ти го препорачуваш лично, ја препорачуваш оваа професија и сите кои што се заинтересирани, да речем, за разговор или препорака со тебе, еве ќе ги поканиме да дојдат во кинотека на Република Македонија, да те побараат и од прва рака да ги дознаат сите насоки и совети за успешна филмска критика или да те следат, да ги следат твоите колумни и текстови во весникот Нова Македонија. Ти благодарам уште еднаш за твоето гостување и се гледаме некоја следна прилика. Ти благодарам, Магде, неизмерно за твоята покана, ми представуваше неизмерно задоволство и навистина многу брзо помина времето кој сметав дека ќе трае уште повеќе, меѓутоа помина во знакот на времето и ова представува за мене навистина интересен повик, бидејќи конечно разговарав со новинарка која ги следам нејзините емисии и филмот го разјаснивме малце повеќе како оди и воопшто страста треба да се негува, нели, за филмот, која има една магија посебна наречена филм. Така, за сите нас, не само за филмските критичари, за оние кои што се занимаваат со филмот поблиску, туку и за широката публика, секогаш филмот е препорачлив и добре дојде, ако е добар филмот, тогаш и ќе навистина остави значајни белези и впечатоци кај секој гледач. Ти благодарам за повикот, Магде, ми представуваше исклучително задоволство да бидам гостин во твојата емисија. Филмот како седмата убава уметност, некои ќе ја речат и најпопуларната уметност која што секако ги субституираше сите други уметности, барем на планот на тоа што привлекува најмногу внимание и најмногу публика. Денеска платформите за филмот и киносалите се попосетени и поисполнети, така што заклучивме дека филмот денеска навистина го живее, условно речено и персонифицирачки кажано, своето златно време, но и одговоривме за тоа дека филмскиот критичар, односно филмологот, се исклучително значајни за еден филм да заживее во публиката и секако да биде презентиран и представен низ сите своји слоеви кои што самиот филм ги носи како символика, како алегорија или како тропа. Вие го следавте мојот денешен разговор со историчарот на уметност и филмологот Александар Василевски, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и интересни содржини. До тогаш, убава работна недела. Се гледаме!